Рекорден раст на инфлацијата во Македонија. Официјална статистика измери 19,8%, што е највисок процент од почетокот на годината. Според официјалните податоци, за една година храната поскапела за 32,4%, трошоците за комуналии пораснале за 9,8%, а за транспорт дури за 14,7%. За една година огромно поскапување има и кај прехранбените производи. Најмногу поскапел лебот и житата, и тоа за речиси 50%. Млекото, јајцата и сирењето за нешто повеќе од 40%, а маслото за дури 40,3%. Трошоците на живот се потврда дека инфлацијата е вон контрола, реагираат од ВМРО ДПМН. Опозицијата предупредува дека просечната инфлација до октомври е повисока за 50% од проекцијата на Народната банка и дури 83% повеќе од проекцијата на Министерството за финансии. И токму овие податоци велат покажуваат дека инфлацијата е вон контрола. Наспроти уверувањата од власта пак дека е увезена и се должи на конфликтот во Украина. Еден од најзначајните домашни фактори кои ги разгори инфлацијските очекувања беше нестабилноста и ненавременоста на домашните мерки за намалување на инфлацијата. Ја нема никаде јасната борба од страна на Централната банка за созбивање на инфлацијата. Ја нема јасната борба од фискалната политика дека ќе ја помогне со рестрикции во буџетот на монетарната политика за созбивање на инфлацијата. И во 2023 година буџетот и понатаму е експанзивен и инфлаторен. И економистите со месеци наназад предупредуваат дека не смее да се дозволи инфлацијата да стигне до критични 20%, оти ќе биде многу тешко да се контролира. Високата стапка на инфлација според експертите прво ќе удри по стандардот на граѓаните, ќе биде кобно за малите бизниси и на крај за целата држава. Стапката на инфлација во Македонија е меѓу највисоките во целиот регион и според податоците од меѓународните финансиски институции. Во Србија стапката на инфлација е 14%, во Косово 12,7%, во Хрватска 12,8%, Босна и Херцеговина 17,3%. Полоши од нас се Унгарија, Латвија и Естонија. Според најновиот извештај на Светска банка, Македонија има највисока стапка на инфлација во изминатите 25 години, а проекциите се дека инфлацијата ќе расте, а државава се соочува и со ризик од стагфлација, односно раст на цените при намалено производство.